Следната програма е платена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите. Не сакам да ве охрабрам да ја купите книгава и да ја прочитате. Не сакам навистина да ве охрабрам да започнете да размислувате што мислите за другите луѓе. Знаете, многу е лесно да имаме критизирачки и осудувачки мисли, речиси за сите кои ги познаваме или ги сретнуваме. Понекогаш јас се затекнувам како мислам за луѓе, нешта кои не се баш убави. И понекогаш тоа се дури и луѓе кои ги немам видено долго време. Тоа навистина едноставно е безкорисно и воопшто не е побожно. Ја мора да сватиме дека умот е бојното поле. Тоа е место каде што сатаната се обидува да вметне погрешни мисли во нашиот ум, со надеж дека ќе не присвои кон неговиот начин на размислување и правење на нештата. Но Библијата научи дека треба да ги отфрлиме погрешните замисли, теории, причини и се што се издигнува против вистинското знаење на Бог, што буквално значи да се доведат вашите мисли во склоп со Божјото Слово. Знаете, Бог никогаш, апсолутно никогаш не е помислил нешто лошо за вас. Сега, само замислете го тоа. Бог е единствената личност за која можете навистина да верувате дека не мисли лошо за вас. Тоа не можеме секогаш да го очекуваме од некој друг, но можеме да го очекуваме од Бог. Ако сакаме да бидеме побожни или како Христа, треба да научиме да немаме лоши мисли за други луѓе. Знаете, многу е тешко кога имате лоши мисли за некого и тогаш да се најдете лице в лице со него, дури во група и да се однесувате на начин на кој Бог се однесува со вас, бидејќи нашите дела ги следат нашите мисли. Затоа сакам да ве охрабрам да бидете помилостиви во начинот како размислувате за луѓето. Не мислете само на она што не е во ред со нив, туку за сите правилни нешта. Мислам навистина да размислите за нив. Поминете ги мислите низ вашиот ум. Јас можам да седам и да размислувам за едно или две нешта кои не ми се допаѓаат кај некого или можам да мислам на 25 нешта кои се навистина добри во врска со нив. И навистина верувам дека колку повеќе го обновуваме умот со квалитетите кои луѓето ги имаат, наместо само нивните проблеми, толку повеќе ќе уживаме во нив и нашите пријателства ќе бидат подобри. Па што мислите за другите луѓе? Почнете да внимавате на тоа и средете ги вашите мисли во склоп со Божјото Слово. Верувам дека оваа книга може да биде вистински благослов за вас и сакам да ве охрабрам да ја купите и да почнете да ја читате веднаш. Уживање во секојдневниот живот е акцентот ставен на секој ден. Секој може да ужива на забава, ден за плата, одмор, шопинг. Но што е со обичниот стари вообичаен секојдневен живот? Што со обичното миење на садови, одење во супермаркет, косење на трева, носење автомобил на сервис, возење во сообраќај на гужва, понеделник, вторник, среда, петок, понеделник, вторник, среда, четврток, петок. Колку од вас знаат на што мислам? Добро. Па мислам дека за тоа е потребна моќта на Светиот Дух. Навистина мислам дека обична личност не може да го направи тоа. Мислам дека нам ни е потребна моќта на Светиот Дух. На друга работа што навистина ни е потребна и е многу важна е ставот. Поинаков став кон животот. Се што ние правиме може да биде во служба на Бог. И тоа го нарекувам водење на живот со Бог. Со други зборови, можете да земете вообичаени и обично секојдневна работа како пазарување во супермаркет, но ако верувате дека Бог е со вас кога одите и сте во партнерство со Него како што одите, само кажете: Господе, ова го правам како служба за Тебе. Знаете ли дека Бог се грижи за секој дел од вашиот живот? Тој не е, Бог не ве гледа само кога одите во црква. Тоа е со вас цело време насекаде. Нема ниту еден момент во животот кога Бог не е таму. Па престанете да го игнорирате Него поголем дел од времето. Амин.
Реков, престанете да го игнорирате Бог најголем дел од времето, а потоа да мислите дека врската со Бог е само за идните случаи во животот. Ова за мене беше всушност една од најважните работи кои ми го променија живот. Да сватам дека Бог всушност е загрижен за се што правам. И тој сака да бидам дел од и вклучен во секоја една работа што јас ќе ја направам. И тоа беше небитните работи можат да станат многу посебни кога ги правите со и за Бог. Амин. Така, јас ве предизвикувам да го пробате тоа. Нема да зажалите. Уживајте во секојдневниот живот. Правете секако служење на Бог и тогаш последното на најмало многу важно, одлучите дека ќе престанете да сакате нечи тук живот или некој поинаков живот од оној кој го имате и дека ќе уживате во својот живот. Дури ако има работи за кои не се грижите, секој има нешто за кое не се грижи секој. Јас ќе одам денес дома да се отпакувам и да се спакувам повторно. Ќе го направам тоа како служба за Бог и ќе уживам во тоа. Но знаете што? Треба да се подсетувате и некој ќе го минете животот мислејќи го мразам ова, го мразам она. И тогаш може да започнеме да имаме лош став за многу нешта кои сепак ќе ги направиме. И ако секако ги правите, тогаш што е поентата во тоа да бидете мизерни, да имате лош став кон тоа? Навистина, искрено сакам да го разберете ова. Вашиот живот може да биде толку супер посебен за вас. И може да биде нешто во кое ќе уживате ако само научите да ги гледате нештата на различен начин. Знаете, јас постојано посакувам животот да се промени. Дали сака и некој друг? Само сакам животот да се промени. А знаете што? Најверојатно нема. Можеби ќе се влоши. Можеби ќе се подобри, но вие можете да се промените. Открив дека јас можам да се променам и можам да го променам мојот став кон животот, да прекинам со чекање животот да направи нешто за мене и да одлучам дека со Бог и преку Бог јас можам да уживам во секој мал аспект од животот. И не сакам да чекам и јас дури уживам во чекањето. Некогаш се плашам самата себе си. Многу сум поразлична од тоа што бев. Тие можете да научите само да бидете мирни и да уживате во присуството на Бог во се што правите, само со мали адаптирање во ставот. Колку од вас кога гледате и слушате од Словото, тоа ви дава малку адаптирање на ставот. Амин. И тоа е добро. Јован глава 10 стих 10, еден од моите омилени стихови во Библијата. Крадецот доаѓа само за да украде, убие и да уништи. Вие имате непријател, ѓаволот. Многу луѓе одат во црква цел живот и никогаш не се вистински научени, не разбираат дека имаат непријател, дека ѓаволот ве мрази. И не му се допаѓа фактот дека сте го примиле Христос како Спасител и дека сте Божје дете. Но сега кога веќе го имате тоа, една работа што тој апсолутно не ја сака е вие да уживате во тоа. Тој е целосно посветен на вашето страдање. Крадецот доаѓа за да украде, убие и да уништи. Но фала му на Бог за ова славно прекинување. Исус рекол: јас дојдов. Нели ви се допаѓа тоа? За да имате и да уживате во вашиот живот. Да имате и да уживате во вашиот живот. Можете ли да го замислите тоа? Не само да дишете и едва и да поминете низ него се додека да отидеме во небото, но да имате и да уживате во вашиот живот. Исус умре за да ние одиме во рајот, гревовите да ни се простени, но исто за да уживаме во нашите животи и да ги имаме во изобилие, во целост, се додека да претече. Значи од Бога е дадено дека вие можете да уживате во животот.
Не знам како се чувствувате во врска со тоа, но јас некако научив дека ако не го направам намерно, најверојатно нема да биде направено. Ќе го кажам тоа повторно. Ако не го направите намерно, тогаш ќе западнете во тоа како можам да уживам кога ќе добијам платата на одмор и во шопинг. И знаете, сите оние посебни нешта кои посакам да ги доживам. Но не можеме. Најголем дел од нашиот живот е обичен, вообичаен. Тоа пак. Сега зборував за неколку работи на конференцијата, начини на кои можете подобро да уживате во животот, но денес ќе зборувам за уште повеќе и ќе симнам многу информации врз вас, сите многу практични, бидејќи знаете, како христијани, ние не пловиме наоколу некаде на облак и пееме стихови алелуја. Ние се уште ги имаме истите стари, секојдневни, обични работи кои сите други ги прават. Денес сакам да зборуваме за поедноставување на животот. Колку да смислат дека животот понекогаш знае да биде многу комплициран? Сега да ве прашам, дури ако животот не е комплициран, колку од вас се добри во комплицирање на истиот? Видите, јас некако, но вистина сум добра во тоа. Мислав, научив многу и се уште учам, но јас само, не сум едноставна личност. Јас сум некако покомплицирана таму некаде. Ќе ви зборувам исто така малку за баланс, бидејќи во 1 Петар, глава 5, стих 8 вели: Ѓаволот обиколува како лав што рика, барајќи неколку да го проголта. Па ако тој бара некого, не мора тоа да бидете вие и не мора да бидам јас. Обиколува барајќи некого. Тогаш веднаш после тоа или веднаш пред тоа вели: бидете трезвени и бдејте, бидејќи вашиот противник ѓаволот обиколува како лав барајќи некого да проголта. Ова очигледно ни кажува дека еден од начините на кои тој влегува во нашиот живот е ако немаме баланс. Тоа значи дека правиме премногу од нешто или недоволно од нешто друго. Божјото Слово вели дека треба да правиме се со умереност и да ги правиме сите работи на уреден начин. Бог не е авторот на збунетост. Тој всушност е многу уреден. И ако не верувате во тоа, погледнете само во сите инструкции кои тој ги дал за градењето на арката или на храмот. Мислам, зборуваме за некој што е зафатен со детали. Во Лука глава 10, почнувајќи од стих 38, имаме случката која ја нарекуваме Марија и Марта. Некои од вас овде ќе бидат повеќе како Марија, а други ќе бидат повеќе како Марта. Секако, јас сум како Марта. Кога беа на нивниот пат, Исус влезе во едно село и една жена по име Марта го прими во својот дом. Таа имала големо срце. Таа дури имала лично заедништво со Исус. Тие биле пријатели. Нејзи беше мило што тој е таму. Но јас сум спремна да ви покажам дека таа не знаела како да ужива со него. Била презафатена со работа. Па тоа бил само начинот што таа мислела дека треба да биде, наместо да ужива во што тој е таму. Сега, не знам за вас, но кога јас имам друштво, кога јас имам друштво, некогаш сум толку зафатена да се погрижам за се во врска со забавата, што не стигнувам да уживам со луѓето кои се тука. И претерувам со многу работи. И обично имам храна која трае 3 дена откако ќе си отидат. Марта не знаела како да има забава и да ужива. Таа имаше сестра по име Марија која седна при нозете на Господа и го слушаше неговото поучување. Сега, Марија имаше способност да се прилагоди и да препознае што е најважното нешто во моментот. Дали ме слушате? Што беше најважната работа во моментот? И таа знаеше како да ги предаде некои нешта за поважни нешта.
а потоа да се врати на другите работи кога ќе биде потребно. Дали знаете дека многу луѓе, кога ќе отидат во светот, тие се толку фокусирани на она што тие го сакаат и нивниот план, така што ние испуштаме толку многу потенцијално прекрасни моменти, како да кажеме, убав збор во определено време на некого, да помогнеме некого, да се насмевнеме некого, да дадеме комплимент. Не знам дали сте ме слушнале да го поучувам ова или не, но јас почнав да се молам пред околу 2 години за она што го нарекувам дар на свесност. Дека јас сум свесна за она што се случува околу мене. Дека сум свесна за она кое Бог го прави. Има многу работи кои Бог ги прави во вашите животи, кои се толку прекрасни, а сепак ние сме толку фокусирани на овој проект кој го имаме. Не сакаме да го испуштиме чудото на моментот. Амин. Но Марта, премногу окупирана и презафатена, беше зафатена со многу служење, таа дојде кај него и рече: Господи, зар не ти е грижа што мојата сестра ме остави да служам сама? Сега таа дури има лош став, бидејќи Марија ужива, а таа не. Не знам за вас, но јас бев многу лоша во тоа. Ако јас работев, сакав сите други да работат. И ако јас работев, а Дејв уживаше гледајќи фудбалски надпревар, не ми се допаѓаше што јас работев, па така работев многу гласно. Дали некој од вас дами знае нешто за гласното работење? И секако Дејв некако, а тој е толку сладок, тој некако си живее во свој собствен мал свет. Јас ке марширав горе, долу во собота во која беше тој, влечејќи ја со мене прво смукалката, туфкајќи се, мрморејќи, трескајќи врати фијоки, а тој: Душа, ако одиш во кујната, ти можеш ли да ми донесеш леден чај? И таа вели: Господи, кажи и да ми помогне. Да учествува и да си го направи незиниот дел заедно со мене. Но Бог ја одговори на Марта: Марта, ти се грижиш и се вознемируваш за многу работи, а потребно е само едно. Марија го избра добриот дел, кој што е за нејзина предност и што нема да ѝ се одземе. Сега да ве прашам нешто. Ако имате друштво, дали е подобро да ги импресионирате или да уживате со нив? Па да ви кажам, јас тоа можам да го претворам во кошмар. Јас кажувам оваа случка често, но толку се сеќавам на ова. Еве сум во црква во недела и кажувам на неколку луѓе од неделното училиште: Еј, зошто не навратите наредната недела после црква? Ќе испечеме нешто на скара, малку грав, чипс, нешто едноставно. Ќе седиме, ќе се му обетиме или било што, знаете. И тогаш бевме јас, Дејв и уште 3 парови. И во текот на неделата размислував за сите кои не ги поканив, кои веројатно ќе се навредат што не се поканети. И почев да поканувам луѓе кои не сакав да бидат таму и кои дури не ми се ни допаѓаа. Ајде, дали некој сте поканиле некој на нешто што го правите, а не ви се допаѓал и не сте сакале тој да биде таму, но сте го поканиле само за да не биде навреден? И тогаш јас се одлучив дека сендвичите не се импресивни и отидов и купив стек кој не можев да си го дозвола. Потрошив цела недела на чистењето на куќата. Морав да поседам цвеќиње надвор во случај некој да излезе. Го бојадесав делото околу скарата, ставив мебел на тревникот. И да бидам искрена, додека луѓето да пристигнат, бев лута на Дејв, прво бидејќи тој не ми помагаше. Тој не беше оној кој ги покани, но јас бев лута бидејќи тој не ми помагаше на мене. И потрошив толку многу пари што сега ги презирав луѓето и не сакав ниту да бидат таму. Се сеќавам и мислам дека тоа е само еден пример. Ви велам, можев да искомплицирам. Леле, го искомплицирав Божик. Господи, имај милост, јас знаев да го искомплицирам Божик. Толку го упростив тоа и бев како:
Јас собирам сертификати за подарок. Од каде ги сакате? Амин. Ние можеме да го поедноставиме животот едноставно ако започнеме да не ги претвораме нештата во кошмари, ако тоа не е потребно. Колку од вас дами си имате скарано со сопругот кога си легнавте вечерта, не сакате ниту да го допрете? Спиете толку далеку што се на раб да испаднете од креветот. Ладно ви е цела ног бидејќи не сакате да побарате повеќе од јорганот. Не ти барам ништо. Сега, кој беше паметен, а кој глупав? Дејв му беше топло, беше покриен, се одспа убаво. Јас мислев дека му враќам со тоа што го правев. Поедноставете си го вашиот живот. Кога некој ќе ве повреди или навреди, или налути, простете му и продолжите. Направете си самите на себе услуга и простете. Но не е фер и не е правилно. Погодете што? Бог е Бог на праведноста. Ако го некој навистина ве малтретира и вие се обратите на Бог за тоа, и сте спремни да простите и да дозволите Бог да го реши тоа, никој кој навистина ве малтретирал нема да помине така многу долго, ако вие му верувате на Бог, бидејќи Бог е нашиот бранител со големо Б. Сега, да комплицирате значи да направите нешто посложено, да заплеткате или да збуните. Комплицираните нешто тешко се разбираат и тие не збунуваат, но едноставно, го сакам ова, зборот едноставно значи дека е составено од едно нешто. Не сложено, туку лесно, без додаток или модификација, не измамливо, туку искрено и без задни намери. Сега еве супер пример. Матеј 6:33. Барајте го првин Царството Божјо и се друго ќе си се погрежи. Хајде, мислам, навистина тоа го вели. Вие се фокусирате на барањето на Царството и се друго што ви треба во животот. Секој друг ваш проблем Бог ќе го среди и ќе го сработи. Но што правиме ние? Ние го игнорираме барањето на Царството. Немаме време за Бог, бидејќи сакаме да го следиме нашиот пренатрупан и смешен распоред за кој се жалиме цело време, дека ни исцрпува и е тежок да се следи. Дали зборувам премногу брзо? Па јас се обидувам да работам на време за Бог. Не се обидувајте да го вметнете Бог во вашиот распоред. Правете го вашиот распоред околу Бог. Сега, вие зедовте дел од вашата сабота. На многумина единствено слободно време ви е во сабота и недела. И неверојатно ќе поминете голем дел од неделата во црква, така да ова време кое го поминувате овде денес е многу скопоцено за вас и многу важно. Јас сакам да ви кажам, тоа време не е изгубено. Тоа време е инвестирано и Бог ќе ги направи другите работи едноставни за вас. Сакам да размислите за тоа. Барајте го направи Него и сите други работи ќе бидат придодадени. Псалм 27:4 е друг стих кој навистина е сличен или до стих 8 ако сакате да имате целата слика. Царот Давид рекол: една работа, посакувам и само тоа ќе го барам, да можам да пребивам во Твоето присуство и да гледам Твоите убави на сите денови од мојот живот. Тогаш мојата глава ќе биде подигната над моите непријатели околу мене, и во Твојот шатор јас ќе принесам жртви и ќе викам со радост. Како можете да бидете сигурни дека вашиот непријател нема да биде успешен во нападот против вас? Направете најпрво најважната работа. Барајте го Царството. Вие бевте многу мудри со вашето време денес. Вие сте многу мудри кога ќе станете наутро и поминете половина, час или 15 минути, или колку и да е вашиот план со Бог, пред да излезете надвор и да правите нешто друго.
Дојдете кај мене, рече Исус. Сите вие кои работите сте тешко оптеретени и прегорени. Јас ќе ви дадам одмор. Јас ќе ви олеснам, ослободам и ќе ги освежам вашите души. Нели го сакате тоа? Бог може да ги направи тешките нешта лесни. Ние можеме да направиме тешка работа со леснотија, и ако ја ставиме таа прва важна работа во нашиот живот да биде прва. Колку од вас имате забележено дека ѓаволот се бори со вас за вашето време со Бог повеќе од било кога? И тоа е начинот каде и да отидам. Сакам да ви кажам нешто. Тоа е неважното нешто во светот за кое би требало да имате време. Ние трошиме време на толку нешта кои се бескорисни и смешни, но нам ни треба тоа време со Бог.